наводно го споменуваме од самиот старт на денешнава емисија и заради тоа и го споменуваме во добра насока заради тоа што имаме многу убав настан кој што треба да ви го најавиме, ќе се случува на 3 мај. Овој викенд кога ќе имаме и екстремно сончево, преубаво време, се ќе се погоди како што вели Марко. Само како најава за нашите гости и за она што ќе зборуваме се разбира во продолжение, сето ова е на иницијатива на општествено одговорната компанија Vivax, која што вели како бренд долгорочно вложува во заедницата и во околината. Тие сметаат дека зачувувањето на водно навистина е од заедничка важност и се среќни што дојде момент повторно да се вратиме онаму каде што е вложено многу време, многу труд и внимание за да се придонесе кон почиста природа и да се потикнат едни со други граѓаните за здрав и активен живот. Така што во продолжение со нашите соговорници ќе откриеме детали за тоа што ќе се случува овој викенд на водно. Секако идејата е да се потикнеме едни со други, да бидеме домино ефект. Да бидеме позитивни или одговорни кон природата, бидејќи тоа е она што ни останува. Генерациите ќе си одат, а природата е она која што треба да оставиме на идните поколенија да биде онаква каква што треба. До мене Сандра Спирова, бренд маркетинг директор во Vivax компанијата, и заедно со нас е и Христифор Саракинов, председател на планинарскиот спортски клуб Хадва. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Тема за разговор сосема соодветна и добро сте го синхронизирале датумот со оглед на тоа дека поучени од искуството, Санда, Христофор, мислам секој од нас ги сакаат тие викенд ескепизам, излетнички места, особено за промајските празници. Меѓутоа, ние како медиумски работници мачиме што попрво да споделиме што се случило веднаш по таа мала прослава која што имаме со нашите најблиски, и одличен ви е овој датум 3 мај, бидејќи многумина ќе го искористиме како ескепизам и водно. Така што ова што го правите како еколошка компанија, како голем еконастан, честитки, и верувам дека ова ќе биде една убава традиција 3 мај да го одбележуваме со вас. Сандра, што ќе се случува инспирирани од првата успешна акција која што имавте на крајот на минатата година, овој пат по втор пат организирате еко голем настан? Пред се ви благодарам за поканата и да бидеме дел од вашата утринска емисија. Водени од минатогодишниот настан кој што го имавме, оваа година одлучивме да организираме пролетната чистка. Лани ја организиравме есенската, овој пат идеме со пролетна чистка. Главна цел за сето ова да го изорганизираме е да дадеме поттик и на сите граѓани кои што се дел од овој спортски живот, кои што ја посетуваат секојдневно планината, да се грижат за нејзе. Значи, тоа е генератор на чист воздух кој што нас не е потребен. Нашата иницијатива е пред се да тргнеме од себе си. Главната цел и на нас како компанија е да спроведеме што повеќе вакви организации и да не застанеме тука. Минатата година собравме повеќе од 200 вреки ѓубре и тоа е голема количина на отпад кој што е присутен на планината. Оваа година да се надеваме дека нема да има толку многу, меѓутоа за жал реалноста е поинаква. Верувам. И оваа година одиме со, веруваме дека ќе има поголема масовност покрај првомајските празници кои што ни предстојат, сепак и сега започнува оној спортски живот. Луѓето се активираат, сонце штом ќе има, одма е подруго. Така што повикувам на што поголемо присуство. За сите 150 учесници кои што ќе дојдат први во 9 часот на полициската станица доле, на почетната станица за качување на водно. Имаме спремено пакетчиња, значи тоа е ранец, шушкавец, мајца, се оно што ни е потребно за да се искачуваме. И имаме поддршката, значи од планинарското здружение кое што ќе не води во целокупното качување нагоре. Целта не е да бидеме компетитивни, кој побрзо ќе се качи и што можеби да се надпреваруваат кој ќе собере повеќе ѓубре. Тоа не е главната цел. Значи целта не е да собереме што повеќе отпад, да исчистиме планината. Во поглед, Сандра, на отпадот и потребните реквизити кои што граѓаните треба да ги имаат за собирање на отпад, ќе им бидат доделени таму или треба луѓето да си дојдат со кейси, со ракавици? Ајде тоа малку да го подобјасниме. Се ќе биде обезбедено од наша страна, значи покрај опремата која што ќе ја носат на себе. Дополнително ќе бидат обезбедени хигиенски ракавици, кеси за отпад
и спремни сме. Да, за сие можеби овој мозаик да биде успешен, потребни се волонтери. Ние често пати сме го одбележале на наш начин или и денот на волонтерите и нивното присуство значено, бидејќи некој пат кога про боно се вклучуваме во некоја активност, духовната сатисфакција мислам дека најважна работа, така што минатата годината доста волонтери кои што беа вклучени токму во Вивакс чистката на водно, година повторно со истата екипа, дури повеќе. Екипа и затоа повикуваме на што поголемо присуство. Значи тука се и нашите подароци, тука тоа е еден поттик за дополнително. Како една благодарност за една, другото, да. Секако, значи сите што ќе се качиме горе, ќе имаме дополнително да одбележиме на некој вид на забава која што ќе биде. Секако одговорна, значи со одлагање на отпадот соодветно. Така што ќе биде еден убав ден, сончев, ќе не послужи времето каде што ќе се подружиме. Вистинска можност за уживање во природа. Ќе потсетим уште еднаш 9 часот полициска станица, познатата нели пред оние козите пачиња и да се качуваме на водно. Веројатно ќе има водичи од вашето планинарско друштво кои што ќе ги водат екипите, бидејќи не сите се нели физички најспремни, претпоставувам од оние кои што ќе дојдат. Тоа и го напомена Сандра, не треба да се нели физички во најдобра кондиција за да треба да дојдат. Битно е да имаат најмногу жилбата за да му помогнат на водно да биде почисто. Каква е организацијата од ваша страна? Како клуб ќе дадеме допринос со учество на 10 водичи кои ќе помагаат во движењето, значи по правите патеки, кои претходно ние ги имаме со паком одбрано по кои патеки ќе собираме што ќе се случува дента. Поред тие 10 планинарски водичи искусни, ќе има и други искусни планинари кои ќе ни дадат поддршка, нормално од нашиот клуб, кои ќе дадат поддршка во целата акција. Нормално, освен нашиот клуб, треба да земат учество и други клубови, да се биде помасовно и да оставиме планината чиста за себе. Ке стигнат сите на средно водно, после има некои подолби, така? Кој каде ќе се движи, веројатно оставате на изборот. Маркации некои ќе си направиме. После тоа идеме по 4 патеки, тоа се новогодишната патека, пензионерската патека, олимписката патека и Димитар Цветковата патека. Познатите, да. Тие што се најфреквентни и на кои за жал има највеќе бил. Па да, и Христофор, практично ги имаме овие патеки за секој темпо, за секој карактер да се биде некако нели да се синхронизира. Во поглед на темпото, значи на ваква акција, имаме искуство и од претходните години, се движи споро заради тоа што се застанува постојано да се земе отпад и нема некое јако темпо, така да за секој еден учесник акцијата ќе биде окей. Да, само да споменеме, Сандра, дека на социјалните медиуми на Вивакс, на Facebook и на Instagram веќе имате објавено за сите учесници. Пријавувањето е веќе во ек, така? Пријавувањето е во тек. Имаме отворено и Facebook ивент на кој што може да се пријават сите. Ми се допаѓа доаѓам. Ми се допаѓа доаѓам, да. Going. Going. Дополнително е објавен значи целиот план за акција, оно што го спомена и Цеца, значи кога ќе дојдеме на средно што се случува, сакаме да бидеме што повеќе транспарентни во начинот, не сакаме луѓето да се уплашат дека ќе има планинарење. Значи тоа е генерално активност која што ни е потребна на сите да изреализираме и да имаме почиста природа. Прекрасно. Христофор, со оглед на тоа што веќе неколку години планинарското друштво стопанисува со нели планинарскиот дом Дара Џампас кој што е на водно и на кој што многу му се радуваат кога ќе дојдат нели на врвот. Веројатно и имате најголемо искуство за да ни кажете колку отпад секојдневно гледате за жал на оваа планина. За жал пролетта има најмногу отпад, заради тоа што во зимскиот период нема можност да се чисти планината. И потоа се на виделина доаѓа? Да, доаѓа се на виделина од кога ќе се стопат снеговите и затоа инсистиравме значи со паком, односно со Вивакс, да се го направиме во пролет. Лани имавме акција во есен, каде што исто така собравме многу ѓубра. За жал имаме несовесни граѓани кои за себе го оставаат ѓубрето. Целта на чистката не е ние да бидеме хигиеничари на планината на природата, него е да поттикнеме да во иднина сите ја развијат таа свест да не фрлаат за себе отпад. Она што ќе окачиме со нас на планина, заедно да си го сигнеме во ранец. А гледате ли некаков напредок низ години? Вие сте долги 4 години години веќе сте и со стопанисување на овој и покрај тоа, сакам да кажам, сте дел од
Планината е вашиот живот, претпоставувам, долги години, со оглед на тоа што сте председател на планинарското друштво. Гледате ли некаков напредок кај Има кај напредок, луѓето? меѓутоа сето тоа иде споро. Барем кај нас не е само водно во прашање, и по другите планини кај што шетаме исто така има отпад, и се во сите овие акции се, значи, еден апел да се развие свеста и да не оставаме ѓубре за себе. Што најчесто од ѓубре се среќава? Можеби пластични шишиња? Пластични Тоа шишиња, мислам дека кеси, најчесто, да. смоки, Секако е пластика во прашање. Так. Најчесто кога наши пријатели туристи доаѓаат, особено холанѓани, знаат да видат какви вистински бели дробови имате во Скопје, во ваков град, меѓутоа нема некој кој што не го мапирал тоа како лошо искуство. Нели, поаѓајки од матка и така натаму, меѓутоа водно веројатно е како најпосетуван наш комплекс тука и тие често пати знаат да кажат ова не може да се случи на ваков начин. Дури тие самите туристички иницијативно некој пат сме ги забележале, а и знаат да кажат, се проблекле колку кај наши соговорници. Така што верувам дека можеби и некои туристи ќе се вклучат, бидејќи секако ќе се посети планината и за многумина ќе биде како проложен викенд, така што се Да, интересно е да се видат странците кои доаѓаат, обавезно со себе и носат дел од отпадот што го сретнале по пат. Заради тоа што кај нив е веќе тоа развиено како Свеста и мајндсетот на едно сосема поинакво буквално ги ниво. мапираат како е оваа ситуација дека можно да се случува на ваква прекрасна природа. Инаку рековте минатата година дека сте имале околу 200 вреки отпад, Сандра. Се прави селекција на отпадот некако по тоа како ќе се собере тоа? Не, обично секој еден учесник има со него вреќа, собира во вреќето отпад, кој ќе дојдеме горе, го одлагаме на страна во планинарскиот дом и потоа чекаме да дојдат од комунална хигиена, они да го одложат и ние симнуваме дел од тој отпад. Така. Ќе има и забава, односно, нели, на крајот од успешната акција, сите оние кои што ќе стигнат, нели, на врвот, ќе може да се забавуваат и со добра музика. Каква е програмата или како е предвиден тој дел од настанот, Сандра? На врвот на водно ќе не забавуваат диџе Чвари и диџе Базел. Ќе имаме супер забава, супер енергија, дополнително ќе имаме природни сокови кои што ќе бидат поделени на сите учесници. Значи, дополнително ќе дадеме подароци на десетина кои што ќе бидат качени горе, ќе имаме еден вид на лотарија, за да немаете тој компетитивен дел да го одбегнеме, него да биде буквално по случаен избор. Комплетно дружење, ќе имаме малце некои активности, дополнително ќе има објаснување и од страна на планинарското друштво за начинот на качување и на сите тие работи кои што се малце едукативен дел, така што ни предстои навистина убав викенд. Да, ова е убав момент за едно фамилиарно дружење. Претпоставувам голем дел од луѓето кои што доаѓаат се со, нели, родители со деца. И тоа е веројатно, Христофор, правиот начин да се пренесат на младите навиките, здравите навики. Имаме ли, сведочите ли на такви моменти изминативе години, па и на изминатиот настан? Да, како не, ние како клуб организираме и акции родители и деца, каде што, нели, пробуваме да сето тоа им го всадиме на децата од мали нозе дека треба да идат на планина, да сакаат природата, а поедно ги учиме на правите навики дека не треба да се прави отпад. Така, дека не треба да се загадува. Ке потсетиме, Pacom Company и Vivax брендот ве покануваат на 3 мај, 9 часот, половина час, 1 час понапред да си се вклучиме, да си споделиме некои убави моменти и пред да ја започнеме некако мисијата за зачувување на планината или чистката на водно, кој што ќе се случува, кажавме, во овој сончев проложен викенд. Сандра, веројатно ова минатата година завршивте или започнавте со есенска акција, ова е пролетна. Ке има зимска и летна? Ке има ли Да, нема планови за нешто нема друго? да застанеме тука. Целта ни е секој една недела во месецот да имаме некаков тип на активности кои што ќе бидат спроведени на водно. Некако водно ни е врежан за срце. Како не? И таа присутност горе не поттикнува секој пат да имаме ваков тип на иницијативи да се случуваат. Така што не застануваме тука, продолжуваме, значи секоја недела ќе имаме некаков тип на
активности кои што ќе се случуваат горе на вода. Тоа кажавме и зад камери, што почесто да гледаме вакви иницијативи, фотографии, видеа, илустрации, веројатно и вие како компанија ќе придонесете баш да има таков еден домино ефект. Што гледаме побави вакви примери, мислам дека малку по малку се буди некој момент. Ќе се инспирираат едни со други. Да упатиме ве Христофор уште една јавна покана до гледачите на 3 мај, сабота, 9 часот е стартната позиција, така? Да, полициската станица доле на подножието на планината Водна. Од тука тргнуваме, одиме по Словенска патека до Средноводна. Тамо групата ја делиме на 4 помали групи и ќе се оди по новогодишна, по пензионерска патека, олимписка и Димитар Цветкова, се со цел да се исчисти отпадот кој е оставен од несовесни граѓани. Горе го депонираме отпадот на терасата на планинарскиот дом Даре Џамбас и ќе имаме забава за да се дружиме сите заедно. Така, нека биде ова уште една јавна покана до сите оние кои што не гледаат. Имате можности на социјалните медиуми на Vivax да ги проследите, претпоставувам и на планинарското друштво ХДВ, да ги проследите сите оние активности или новитети кои што се поврзани со овој настан. Ние заеднички ве покануваме на оваа голема Vivax еко чистка која што се случува оваа сабота, поточно 3 мај на Водно. Се надеваме дека Водно во иднина ќе го гледаме се почисто и почисто и дека нема да има потреба од вакви акции, дека ќе зборуваме за нешто друго. За засадување. Да, за пошумување. Така, ви благодариме многу и навистина посакуваме да биде ова успешно издание. Не се сомневаме со оглед на првото успешно дека така ќе биде и со ова второ.